како училиште во оваа програма за образование на ромите, препознавме заеднички цели. Најнапред, тоа е општата цел, подобрување на квалитетот на образованието на учениците. И втора, исто така важна цел е посеопфатна интеграција на учениците од ромската популација. Самиот проект донесе многу новини во начинот на размислување кај сите нас кои потекнуваме од овој град, кои работиме во ова училиште. И кај наставниот кадар, и кај родителите, и кај учениците, но и кај самата локална средина. Затоа што сите стереотипи и предрасуди потекнуваат од самото општество. Беа иницирани неколку видови истражувања, емпириски, на терен. Целта на овие истражувања беше да се слушне и да се провери она што беа наши сознанија за иницирање на ваков проект, односно дека долгогодишната пасивизација на прашањето за ромите и важноста на образованието сепак допринело до тоа да тие се ставени на маргините на нашето општество, односно дека учениците роми немаат еднаков старт при почнување на училиште. Со тоа што тука допринело и самата програма која што се имплементира во нашите училишта, односно тоа дека ромските ученици, односно ромската култура, традиција се игнорирани. Интеркултурното учење овозможува културните разлики во едно општествено живење да допринесат да се збогати заедничкиот живот, па во таа насока настануваат и промените кај самите ученици при имплементација на овие содржини. Културата на едните и на другите се споделува и се прифаќа како таква. Значи, на она што досега не го знаеле за оној кој што живеел до нив, сега веќе се запознаени со овие вредности, тие вредности ги почитуваат и понатаму се обидуваат и да си ги споделуваат помеѓу себе. Она што е идентификувано кај наставниците и од самите нив, меѓутоа и од родителите и учениците, е дека наставниците и немаат доволно компетенции да се справат со сите оние проблеми кои што ги носат учениците со себе, тргнувајќи од непознавањето на македонскиот јазик при почеток во училиштето, тргнувајќи од нивната незавидна социоекономска состојба во семејствата и необразованите родители кои што не можат да им помогнат на учениците да ги постигнат резултатите кои што се потребни. Наставникот е позитивен пример за секој ученик, значи верувањата и убедувањата на наставникот и насоките што се дадени од наставникот, ученикот ги гледа како точни и гледа колку е можно повеќе да го копира истиот. Обуките за професионален развој на наставниците, за развојно планирање, обуките за подобрување на работата на училиштето, за социјална правда, со читање и пишување до критичко мислење, обуките за компетентни наставници за 21. век, методологија чекор по чекор, ги имам поминато и многу ми користат на мене како директор, а ми користи и како наставник. Многу поразлично јас го организирам часот. Мојот пристап кон наставната единица и исто така и кон учениците е многу поразличен, значи внесувам многу поинтересни, покреативни методи и техники за време на часот, со што го привлекувам вниманието на учениците. За сега ученикот е во центарот на вниманието, значи се посветува на индивидуален пристап со учениците за работење токму на оние проблеми за кои тој има и дури ученикот се потикнува да работи да дава идеи на кој начин да се испланира наставата, на кој начин да се реализира одреден час. Веднаш имате фидбек во тоа, сакаат соработливост, се чувствува дека припаѓаат во таа група. Тука се препознава, тука може да се самооствар, да се истакнат, а тоа е она што ние треба да им го пружиме. Тоа е тој однос кој е однос на доверба, на партнерство, на соработка. Методите кои се обработени преку обуките на овој проект се дел од годишне планирање, тематските планирање и дневните планирања на сите наставници. Значи тие се и предмет на инспекциски надзор и се применуваат затоа даваат, реално даваат резултат. Особено примената е во оној дел на односот со тие ученици, на комуникацијата со нив, разбирањето на нивните навики, однесување. Работиме за националности, меѓутоа нешто недостасува. Она што недостасува ги вклучи сите заедно да откриваме, да се дружиме и да се повржеме со она што сме исти, слични и со она што сме различни. Меѓутоа се трудевме да најдеме сличности. И кога ќе се внесе во училница документарен филм за тој период,
кога ќе се излечат слики, кога ќе се направи презентација за сето тоа, кога ќе се каже дека не учествувале само македонците, па ќе се истражува за ромите, албанците, власите, србите, верувајте дека станува многу поинтересно. Учениците се запознава едни со други, ги увидуваа нивните разлики во културите, но при тоа сваќаа колку сме еднакви. Колку има еднаквост во таа културна различност меѓу нив и учат како да ја градат нивната иднина заедно. Затоа што во оваа наша земја има простор за секој човек. Имавме работилници во училиштето, истражување на интернет во врска со обичаите, правење на делови од носи, ткаење, ликовни творби, литературни творби. Исто така беа вклучени посета на џамија, на црква, интервју со родители од сите етнички заедници кои мислам ги опишуваа празниците како се слават во нивните домови, поврзани со Бајрам, Велик ден, Порочка и така натаму. Мислам дека тие кои што спомнате на еден начин се едни мали амбасадори на ова што го работиме. Тоа имат прилика да го видам како координатор на проектот кога одевме на разни работилници меѓу ромското население, меѓу српските куќи и македонски. Значи, сите околни куќи и улиците, сите излегува и гледа што се работи и како се работи. Дури ми беше чудно сега што се случува, гледа разни националности, дечиња сите заедно и на еден начин бевме интересантни. Децава од населбава се познаваат меѓусебно, вообичаено ги познаваат и своите традиции и навики, но сега вака имплементирано во наставните содржини почувствуваа гордост и некако посебно се однесуваа. Сметам дека допринесовме за малку поголемо приближување меѓу двете етнички групи на поинаков начин. Реализиравме над 30 работилници, од кои јас како техничка подршка бејќи предавам на информатика. Правевме некои филмчиња, ги публикувавме на интернет, беа доста гледани, заинтересирани беа ученици да ги креираат тие филмчиња. Многу се помотивирани и се многу позаинтересирани, значи имаат желба да бидат инволвирани за време на часот, со што резултатите, верувајте, се видливи и значително подобрени. Направивме една музичка композиција која што е напишана на 3 јазика. Текстот е на 3 јазика: српски, македонски, ромски. Зелено, зелено е се, знае кохидна ова е. Заштити ја природа. Меѓутоа, музиката беше иста. Нели знаеме, музиката ги спојува луѓето и е еден заеднички јазик за сите нас и преку музиката можеме сите да се разбереме. Ако постојат некои стереотипи и предрасуди, не велам дека тие се сосема исчезнати, но тие се намалени. Сега сосема другачие се гледа на еден ученик ром, на еден родител ром и од друга страна и ученикот ром гледа сосема другачие на својот соученик од друга националност. Со животот во училиштето меѓу етничките заедници кои што ги има во наше училиште е навистина на едно завидно ниво. Ние и да немаме повторувачи последниве 3-4 години. И покрај подобрувањето на успехот на учениците, многу сум среќен што ја подобривме и редовноста. Во редовната настава, учениците ги вклучивме и во дополнителната настава. Нормално е да има успех. Ние тоа преку нашите прегледи го работиме и за сооднос од последните 5 години видливо е дека успехот во училиштето е подобрен. Значи, во тие изминати 5 години помина голем број на обуки, голем број на интеркултурни иницијативи, активности. Добивме поголема количина на нагледни средства. Реализиравме поголем број на обуки, работилници, така што беа вклучени скоро огромен број на ученици во самиот проект, каде што резултатите гледано од пред 5 години и сега се во многу подобра позиција. Веќе од нашето училиште излегуваат ученици со завршено основно образование роми кои понатаму одат во средно образование, а имаме и ученици роми кои се веќе студенти во завршни години. И невладината организација и училиштето го подигна нивото на размислување на семејствата, така да образованието стана, ако не прв сериозен приоритет во семејствата кај ромите. За оние семејства кои што не мигрираат, веќе има
поместување на приоритетите, веќе да речеме кога ќе дојде тука не барата дајте да некако помогнете да не го казнат, па да го отпишеме, да не доаѓа во училишта, да не му стигне казна. Сме имале порано и такви барања, тоа веќе не се случува. Ние имаме во совет на родители вклучени роми, а и во училишниот одбор сме запазиле етничката структура да биде равноправна, да имаме и ром, да имаме и србин, да имаме и македонец. Тоа што проектот ќе заврши, не значи дека ние треба да сопреме и да тоа не го спроведуваме понатаму. Напротив, тоа не е веќе невообичаено. Ние работиме максимално во сите оние проектни активности кои ги имаме, да ги насочиме и да имаме соработка и со родителите од ромска популација и децата да бидат активно вклучени во тоа.